Очигледна е вештината и брзината со кои овој 12 годишник успева да ја намести Рубиковата коцка. За да докажеме, снимателот ја размести коцката, а ние се уверивме во талентот на младиот Стефано Тетово. Тој е ученик во основното училиште Братство Миѓени, а од својата 7 година се заинтересирал за ова хоби. Кога сеев на компјутери, видов едно видео на од како место Рубикови коцки и ми дојде интересно, викам, ај, ќе се утре. Рубикова коцка, ќе се потребим да па ми после не успев, пак се потрудив и после успев. Стана лесно. Да. Кажи ми, почна да вежбаш редовно секој ден? Да. Колку време ти е потребно за да наместиш една и имаш ли некој рекорд што си го достигнал? Па за тренирање 3 коцка ми треба околу 20 до 30 секунди, а рекордот ми е 16 секунди. Поддршка најмногу добива од родителите, тие вложуваат време и труд за да го носат на надпревари. Неговата мајка вели дека благодарение на разбирањето од страна на работодавачот, успева да одвои време за сите заедно да одат на надпревари. Она што не достига е клуб во Тетово, место каде што ваквите деца ќе инвестираат во својот талент, вели мајката Валентина. И на почеток не ни беше така интересно. После кога почна активно, се зачудевме ние сами. После сам ни кажа дека има надпревар у Скопје. Отиднавме таму, се пријавивме и постигна солиден резултат. После имаш уште еден надпревар каде што стварно постигна резултат за неговите години солиден. За колку најбрзо успева да... Пирамида коцката ја реши за 11 секунди. Имаше рунда каде што за 11 секунди пирамида коцка. Зависно од коцките, има коцки 4 со 4, 3 со 3, има поголеми, каде што треба поголемо време и поголема концентрација. Сака и клуб во Тетово, сака и инвестиција голема. Нема, предпоставам, во Тетово некој место каде што може? Нема. Се има во Скопје. Откако ни ги покажа сите коцки и успеа да ги намести сите за многу брзо време, Стефан ни кажа која е неговата желба. Па би сакал да достигнам, например, светски рекорд или запалесно национален рекорд. Од колку секунди ти е целта? Па, например, 5 секунди би сакал.